Најави за денешните настани. Ке работам со интегритет, транспарентно и отчетно, порача доктор Шајн, кандидатот за градоначалник на Охрид од СДСМ и коалицијата на првиот ден од изборната кампања. Што очекуваат охриѓани од идниот градоначалник? Советниците ја одржаа 62-та седница на Советот на општина Охрид. Неопходна е идна акција за спас на животната средина во Преспанскиот регион. Молдавија и кажа не на Русија на парламентарните избори. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 19 степени Целзиусови. Во вторник во централна, источна и југоисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер и пад на дневните температури поради продор на постудена воздушна маса. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево и свежо време со појава на локална облачност. Надпросечни температури се очекуваат само во крајните западни предели и на Пиринејскиот полуостров. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на температурите. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 23 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 13 до 23 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови намалување на облачноста, ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Поради обилните врнежи и ниските температури кои што се очекуваат во четврток и петок, но и можноста за врнежи од снег на планинските превои, особена внимателност на сите кои што ќе патуваат и се препорачува зимска опрема, иако законската обврска започнува од 15 ноември. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди, попладне нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во четврток и петок ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, локално и до 25 литри на метар квадратен. Ќе биде ветровито и студено со пад на температурите. Минималната температура од 4, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9, односно до 5 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен
Бау центар на улица Железничка. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Зачувување на статусот на УНЕСКО, одржлива урбанизација, поголема грижа за животната средина, изградба на катни гаражи, паркови и подобро управување со отпадот. Ова се пораките на Охриѓани до идниот градоначалник. Најголемиот предизвик е да се најде баланс меѓу развојот на градот и зачувувањето на неговото природно и културно наследство. Поголема грижа за животната средина, планска и одржлива урбанизација, изградба и модернизација на патна, водоводна и канализациона инфраструктура. Ова се дел од пораките на Охриѓани до идниот градоначалник. Велатитно е потребно решавање на сообраќајот, изградба на катни гаражи и сообраќајни решенија за шпицот на сезона, решенија за проблемот со отпадните води и подобро управување со отпадот. Приоритет треба да бидат комуналните проблеми кои што ги има во моментот, хигиената, тука да ја напоменеме, прекумерната изградба на овие објекти кои што се кои диви, кои функционални, да речам. Прв приоритет да го реши сообраќајот во град Охрид.
Значи да се изградат катни гаражи, најмалку 2. Второ, да се подобри хигиената, бидејќи хигиената во моментов е на пониско ниво. Не е виновност на градоначалникот, најверојатно е на луѓето кои што не се придржуваат на мерките. Главниот приоритет треба да биде хигиената, чисточата на градот, не само во центарот, туку и на периферијата. Значи прво и основно да се знае ред, значи се почнува од малите работи. Пешачка зона да се знае кај е заточкој. А после све друго што треба бит хаос. Зачувување на статусот на УНЕСКО треба да котира високо на листата на приоритети, но и изградба на стационар за бездомните животни. Младите бараат повеќе спортски игралишта, паркови и велосипедски патеки. Да се изградат патеки за мотори, за точкои, пешачки премини повеќе да имаат, автопати полуави. Јас мислам новиот градоначалник да изгради паркови за деца и повеќе игралишта. Јас мислам да се отворат паркови, детски игралишта и економијата. Конечно решавање на проблемот со бездомните животни во Охрид, изградба на стационар и згрижување и третман на сите бездомни кучиња и мачиња што се на територијата на општина Охрид. Најголемиот предизвик е да се најде баланс меѓу развојот на градот и зачувувањето на природното и културното наследство. Изборната кампања за 8-мите поред локални избори започна денеска и ќе трае до 17 октомври на полноќ. На првиот ден од кампањата свој прво официјално обраќање до охриѓани имаше доктор Асен Шајн, кандидатот за градоначалник на Охрид од коалицијата предводена од СДСМ. Одлучив да се кандидирам за градоначалник бидејќи верувам дека нашиот град заслужува честно и храбро водство, заслужува луѓе кои што слушаат и постапуваат, вели Шајн, и ветува дека ќе работи со интегритет, транспарентно и отчетно. Одлучив да се кандидирам за градоначалник бидејќи верувам дека нашиот град заслужува честно и храбро водство, заслужува луѓе кои што слушаат и постапуваат. Живеам во Охрид 39 години, моето семејство влече корени пред повеќе генерации. Тука сум професионално ангажиран, тука оформив семејство и тука ја гледам нашата иднина, вели во своето прво обраќање во изборната кампања доктор Асен Шајн, кандидатот за градоначалник на Охрид од редовите на СДСМ и коалицијата. Охрид е посебен и познат по светот по многу нешта. Во Охрид живееле, живеат и ќе живеат вредни, храбри и истрајни луѓе и Охрид може многу подобро, порачува Шајн. Премногу улици се запуштени, локалните бизниси имаат потешкотии, јавната безбедност е на многу ниско ниво, а гласот на граѓаните нема кој да го чуе, посочува Шајн и потенцира дека сето тоа мора да се промени. Во текот на кампањата ќе слушнете сите мои проекти кои се обврзувам да ги остварам јас заедно со мојот тим. Ке се посветам на унапредување на локалната инфраструктура. Охрид ќе добие модерни сообраќајници, квалитетно водоснабдување, современ систем за одведување на отпадни води и функционално јавно осветлување. Ке инвестираме во секоја населба, во секое населено место. Ке овозможам ефикасно управување со јавните предпријатија и подобри комунални услуги. Ќе обезбедам услови за развој на локалната економија и уредена деловна зона. Во областа на образованието, Шајн ветува дека ќе обезбеди подобри услови за настава, развој на училишната инфраструктура, поддршка на наставниот кадар и талентираните ученици. Ќе спроведам политики за почиста животна средина, со фокус на управувањето со отпад, уредувањето јавните површини и заштита на природното богатство со кое располагаме. Но, најважно од се, ветувам дека ќе работам со интегритет, транспарентно и отчетно. За мене секој глас ќе е важен. Секој ќе може да ми се обрати, зашто Охрид му припаѓа на секој ден од нас.
Оваа кампања не е само моја, туку наша заедничка, за нашата заедница, за нашите деца, нашата иднина, порачува Асен Шајн, кој на избирачкото ливче е подреден број 5 од коалицијата предводена од СДСМ, која кампањата за локалните избори ја води под слоганот "Се бориме за нашиот дом". Денеска Советот на општина Охрид ја одржа 62-та седница. Беа освоени сите 13 точки од дневниот ред и дополнителната, што се однесуваше на предлог одлуката за давање согласност за изменување и дополнување на статутот на основното училиште Кочорацин. Советниците на денешната 62-та седница на Советот на Охрид ја изгласаа одлуката за експроприација на 2 парцели со цел обезбедување на пристапен пат кон домот за стари лица. На седницата беа усвоени годишните извештаи за работата и материјално-финансиското работење за учебната 2024-2025 на трите средни општински училишта, како и годишните програми за работа за учебната 2025-2026. Советниците ги изгласаа и одлуките за давање на времено користење недвижен имот, дел од деловен простор, собственост на општина Охрид, на Министерството за економија и труд, односно на Државниот инспекторат за труд. Беа усвоени измени и дополнување на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027 година, одлука за определување на крајбрежен појас на водотек на река Сушица опфатена во деталниот урбанистички план за урбана заедница 11 и уште неколку одлуки од урбанистичката сфера. Состојбата со Предспанското езеро е загрижувачка. Засилените антропогени притисоци во регионот поддржани со климатските промени се одразуваат негативно врз водениот екосистем, како врз квалитетот на водата, така и врз биодиверзитетот, што следствено води до негативни влијанија врз здравието на човекот. Секое природно езеро е подложно на старење, тоа е неминовно и за Преспанското езеро, меѓутоа човекот го забрзува тој процес со своите активности, меѓу кои примената на пестициди и опасни агрохемиски средства во земјоделството, дивите депонии од кои хемикали и загадувачи преку површински и подземни води се влеваат во езерото. Комбинацијата од човечката негрижа и од климатските промени негативно се одразуваат врз езерото, преку тоа и врз здравието на луѓето. Во општина Ресен, на чија територија е дел од езерото и каде населението се занимава со овоштарство, се бележи зголемување на новозаболени лица од рак. Здрава животна средина, здрав живот. Секако дека животната средина влијае врз здравието на не само на луѓето и на биодиверзитетот кој се наоѓа во Преспанскиот регион. Со самото повлекување на Преспанското езеро, доколку се продолжи и не се преземат соодветни мерки, секако може да се наруши и здравието и на луѓето. Процентот на малигни заболувања не е нешто над просечниот број на малигни заболувања на ниво на Републиката, некаде се движи околу 250 годишно. Самото повлекување на езерото доведува до промена на биодиверзитетот и може да се појават некои заразни болести кои не биле карактеристични за овој регион. На Преспанскиот регион му е неопходна итна и заедничка акција за заштита на езерото и животната средина, акција која ќе тргне од граѓаните, во која ќе настапат координирано институциите и на локално и на централно ниво. На висина има голем сет на мерки активности, недостиг на финансиски средства, понекогаш ни става во ситуација одредени мерки да не можеме да ги реализираме, него напорно работиме на тоа. Со спроведување на мерките активностите во рамките на ЕУ за Преспа, така што заштитата на водите на Преспанското езеро на висина ќе биде на највисоко ниво, заради тоа што, како што спомнав и во дискусијата денешна, имаме компонентата на оддржливо управување со природните ресурси, компонентата на инфраструктура, тука канализационите и пречистителните станици, рестартирање на компостарата кај нас во Ресен.
со изградба на инфраструктурата и со проширување на системот за одржливото управување со сврстиот отпад. Иако ние како Институт за јавно здравје основната цел е превенција, сепак значи граѓаните се тие кои што ќе одлучат дали ќе ги применуваат тие мерки или не, но сепак треба мислам да имаме засилување во однос на законската регулатива, односно да имаме засилување на инспекторскиот надзор, за да имаме што повеќе казни, за да може на тој начин да се применуваат мерките кои што ги дава Институтот за јавно здравје. Доколку не се спроведува координирана акција и унифициран мониторинг од страна на албанската, грчката и македонската страна, не можеме да зборуваме за соодветни мерки и решенија за Преспанското езеро, вели директорката на јавната научна установа Хидробиолошки завод од Охрид Орхидеја Тасевска. Сите три земји се соочуваме со истите проблеми. Неконтролирано искористување на водните ресурси, без разлика дали се работи за наводнување или од други потреби, неконтролирано искористување на агрохемиски препарати во производството на земјоделските култури и овоштарниците, секако проблемот со испуштање на нетретирани отпадни води во самиот реципиент Преспанско езеро и ред други закани кои што мора навремено и соодветно да се третираат од сите три страни. На Светскиот ден за животна средина и здравје во Ресен се одржа панел дискусија Здрава средина, здрав живот во организација на Институтот за комуникацијски студии во кампањата Преспа разбуди се за чиста средина, поддржана од Европската унија во рамки на програмата ЕУ за Преспа. Во сабота ќе се одржи хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посреќно детство. Учество на овој настан се обезбедува со купување на учеснички број кој чини 50 денари. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на децата со здравствени потешкоци од социјално загрозени семејства во Охрид и Дебрца. Црвен крст Охрид и оваа година на 4 октомври ќе реализира традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посреќно детство. Настанот ќе започне во 11 часот со главна трка на младите, чиј старт ќе биде од Кеј Македонија пред Хотел Палас, а цел на Кеј Македонија пред Центарот за култура Григор Прличев, каде ќе продолжат спортските, културно-забавни и здравствено-едукативни содржини проследени со голем број награди. Како новина, оваа година од 14 часот на градскиот плоштад Климент Охридски посетителите ќе можат да уживаат во музичките изведби на охридските бендови Камелеон, Бекдор Бенд, Урбан Планет и No Fun. Учество на овој настан се обезбедува со купување на учеснички број кој чини 50 денари. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на децата со здравствени потешкоти од социјално загрозени семејства во Охрид и Дебрца. Секој кој ќе купи учеснички број станува потенцијален добитник на една од 20 вредни награди: 4-дневен престој во Суботица, викенд во Крушево, компјутерска галантерија и друго. И ќе има можност да се надпреварува во бројни спортски дисциплини и креативни игри. Продажбата на учесничките броеви е во тек. Мобилните тимови на волонтери на Црвен крст Охрид ќе бидат достапни со учесничките броеви на повеќе пунктови во градот, а учеснички броеви ќе можат да се набават и во просториите на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!